Отворени вратите на граѓаните на Карпош за да ги решаваме нивните секојдневни проблеми, како општите проблеми во малото, во сакачето на улицата, па дури и личните проблеми на граѓаните. Во оваа изборна кампања морам да кажам дека се однесува витешки. Излегував и кажував тоа што ќе правиме. Излегував и кажував кои се решенијата за проблемите на граѓаните на Карпош и која е визијата натаму за Карпош. За разлика од мене, некој Карпош го гледа 4 години наназад и живеа во историјата, јас го гледав Карпош 30 години напред. И јас ви гарантирам дека Карпош повторно ќе го врати сејајот, повторно ќе биде водечка општина, повторно Карпош ќе биде насмејан, светен, ќе имаме пак цвеќиња по партизанска, ќе биде Додека тоа беше гласот на новиот градоначалник, инаку лидер на партијата Гром, кој е во коалиција со ВМРО ДПМНЕ, тоа е Стефче Јакимовски. Затоа пак во неговото обраќање, што не можевме да го дадеме вечерва на Христијан Мицковски, лидер на ДПМНЕ, на пресконференцијата се огласи благодарејќи им на сите помали партии за поддршката, како албанските партии Алтернатива и Алијанса, како и на Левица, ЛДП и Дом кои се во коалиција со СДСМ, така да благодарност искажуваше и на сите оние индивидуалци кои помогнаа за нова иднина и светла иднина на Македонија. Тоа го рече Христијан Мицковски. А ние да ги представиме општините што победи самата партија ВМРО ДПМНЕ. Битола со над 3000 гласови, Брвеница, Василево, Вевчани, Гевгелија со над 2000 гласови за ВМРО, сакам да кажам ДПМНЕ, Демир Хисар, Зелениково, Конче, Кочани, Кратово со над 1000 гласови, Лозово, Македонска Каменица, Македонски Брод, Охрид со над 4000 гласови, Пехчево, Радовиш со над 2000 гласови, Ресен, Чешново, Прешево, Ранковце, населбата Карпош во Скопје, а за идниот градоначалник на Скопје е веќе Даниела Арсовска. Честито и на Даниела, но честито и на опозицијата со партијата на ВМРО ДПМНЕ и Христијан Мицковски, но и честито за нова иднина, за светла иднина на нашата Македонија, се разбира, до крајот на декември, или пак можеби до некаде до напролет веќе надзираат новите парламентарни предвремени избори. А ние да одиме со коментарот мој на неделата. Повеќе од јасно е дека капитализмот, или да бидам попрецизна, Западот те гледа низ прсти на пари, зашто тоа е во нивната срж, или поточно тие западни земји што се 6% во светот немаат осет на жал, на разбирање, зашто парата им е на прв план, но и парата, како што знаеме, е и отепувачка. Ние пак македонците сакаме да имаме пари кои ќе бидат доволни за живење, но кај нас примарното е што веруваме во силата Божја и со него одиме напред. Меѓутоа и ние треба да му помогнеме во нешто на Бога, посебно кога се работи за македонството. Поаѓајќи од самата себе, правиме, активни сме, но сепак работите ги оставаме во рацете на Бога. Само така може да се добие се. Затоа мислам дека ние македонците ја чуваме љубовта кон Господа. Како што мастилото не може без книгата, ако така можам да кажам, или ако на сите нам мајката ни значи премногу, тогаш и нашата татковина ни значи исто така многу. Поготово во последниве 5 години, кога Западот си игра со таа наша древна, со таа наша света татковина, употребувајќи ги домашните предавници начело со муртинецот Зоран Заев, инаку би го нарекла и атентатор на македонството. Иако имаме многу факти што тој Запад начело со Германија ја изветоперија историјата на Македонија. Ако историјата може да лаже, зашто книгата трпи, затоа пак врз наши, што ги имаме факти, аргументи, со
И вистината е во нас, македонците. Имено ДНК, крвта не лаже, зашто нашите корени се повеќе од 10.000 години, но најпрво како пелазги и пајонци бевме, за да потоа синот на богот Зевс, Македон, ја нарече таа негова Божја земја Македонија, а луѓето во неа македонци. Затоа ние македонците сега, кога сме и најмногу потребни на Македонија, да се солидаризираме, здружено, да се споиме исто како и небото со морето, што се спојуваат со нивната сина боја, така и ние македонците сите заедно без така наречената топла ладна клима или без вети па одвети, да застанеме здраво пред браникот на Македонија, исто како што правеле во минатото многу војсководци, многу војводи, комити, партизани, борци, а најновото што беше со референдумот за промената на нашето уставно име Република Македонија, кое ние македонците од памти век го стекнавме, го добивме, а не да гласаме за да се вика Македонија. Затоа со полн глас и од се срце би извикала: Македонијо, во срцево те носам, сум те носела, те носам и вечно ќе те носам, а сето ова веќе и на моите поколенија им го пренесувам, но не само со зборување, морам и нешто повеќе од тоа во границите на моите можности. Биди ми вечна, моја Македонијо, заедно со целиот твој македонски народ и со малцинствата, но само оние кои се лојални само на нашата татковина Македонија. Вечна да ми бидеш, моја Македонијо.
на ова денешна наша емисија, почитувани слушатели, веќе и се ближи крајот. Благодарики ви на вашето ценето внимание, слушајте не идната недела од 6 часот навечер на CMR на Бранова должина 101.3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови и со радио Часот Глас од Македонија, а каде ќе го дадеме профилот на доктор Драги Денковски. Но затоа пак вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ.